направим. Немoj да ставате глупости на лицето доколку не знаете дали тоа стварно функционира. Гравото кога миеш водата, оризото кога миеш глупост. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Денес, како што ви има ветено, ќе ви снимам разлика помеѓу Манхетен и Армани пудра, дали воопшто има разлика. Јас ги сакам и двете. Неколку пати ја користев Манхетен, скроз е добра. Имате баш онака лесен мейкап, немате некоја тежина. Јас не обожавам да имам тешки пудри, освен кога се работи за свадба или нешто слично. Армани го користам веќе 1 година редовно, со тоа што јас не ставам многу, ставам само како обичен крем за да ми се изедначи тенот и премногу сум задоволна. Не знам дали би се осудила да го сменам, но ефтина верзија Манхетен 3 во 1 Easy Match Makeup. Дури има SPF 20, додека Армани нема SPF. Добро, за кој што јас го купив ова, знаете во претходниот хол. Може да почнеме. Значи на оваа страна ставам Армани, на оваа страна ставам Манхетен. Јас пудра нанесувам со четка, така планирам и овој пат, но ако сакате со Beauty Blender можете исто така да нанесете со Beauty Blender. Мислам, секој тоа различно го прави. Најпрвен ставам крем за лице. Да се хидрира добро кожата, тоа е најважно. Единствено нешто што не можам да поднесам е пудра на сово лице. Тоа ми е како да ме боли лицето. Се чувствувам. Ќе ставам уште малце на овие мои посуви делови. Јас иначе имам сува кожа. Да се доближам малце, како што гледате. Моментално не ми баш најдобра ситуацијата со лицето. Таков е периодот. Да, може да започнеме. Значи, најпрви на Армани, само да се гледам огледалцето. Никако да се купам големо огледало, а се шминкам со ова затоа што одблиску. Така ми е подобро да гледам. Значи, пред секое користење пудрата се меша. Тоа го учев на онлайн курс кај Анита. И сега ставаме. Доколку ставате коректор, не се става пудра во пределот на долу под окото. Доколку не става, доколку сакате најсцело, пример како ја што некогаш се шминкам, тогаш ставате пудра. Првен ја размачкувам неја. Јас поредувам за дневна шминка. Пример, не би сега споредувала за некој глам мейкап, затоа што се знае дека овие high-end пудри се многу подобри доколку ставите поголем слој или зависност во тоа каква покривна моќ има. Оваа пудра знаете дека не е 100% покривна, туку само го изедначува тенот, но има пудри кои што искрено можат да се најдат за да бидете како со филтер во живо. Тоа е исто добро за некои посебни прилики. Ајде, значи јас не ставив многу, се гледа разлика, тука немам, тука имам. Малце светлово ми е, да, лошо. Исто така планирам да испробам и Kiko Milano коректор со Манхетен. Па да видим, затоа што Kiko Milano го користам исто заедно со Армани. Сакам да видам разлика. Доколку нема разлика, не си ги давам повеќе парите. Значи,
ставам сега. Ова е малце погуста пудра и малце повеќе ми се зеде. Нема проблем, јас сето тоа ќе го разматкам. Пишете ми во коментар што мислите вие за пудри, дали воопшто вие се шминкате с пудра, затоа што знам многу девојки кои што користат само коректор. Јас иако немам некој, да речам, многу лошо лице, сепак сакам да се ставам пудра. Извинете, морам да се наместам. Може би требало да употребам бјути блендер. Видете. Така се познават четки. Не е добро. Кога ја нанесувам првата пудра на оваа страна, осеќам како да ми се впива во кожа, додека ова бара многу повеќе размачкување и тапкање. Гледам мала разлика. Ќе ви кажам на крај. Сега нанесуваме коректор. Значи, Kiko Milano иди на Armani, Manhattan на Manhattan. Коректор секогаш нанесувам со бјути блендер. Коректор ставам вака и ставам пример на мозолчиња и флеки. Дури го размачкувам, јас одам надолу и нагоре и на капакот. Нешто што сакам да пробам и што немам пробано е Huda Beauty прав за сетовање и тој е многу популарен. Ова страна е готова. Manhattan на оваа страна. Додека пак Manhattan коректор е некако многу слаб, може би малце посветло отколку што ми треба. Manhattan имаат некој мирис како парфем. Знам, пред некој ден бев направен со пудра од Manhattan затоа што многу ме интересираше како ќе изгледа и не можев да дочекам да дојдам на ред со ова видео. Нели знаете, ви го ветив од порано. И цел ден осеќав парфем и на крај ми текна дека Manhattan мириса така. Сега не можам баш да осетам, имам алергија од полен, но да. Има некој мирис додека Armani не мириса на ништо. Тука е едно мозолче во фаза на излекување, да го покрием и тоа. Морам да кажам, нема покривна мојки. Значи, со пудра и коректор. Добро. Сега планирам да го направам, да ја направам цела шминка. Да видам како стои бронзер на Manhattan, како гледа кога ќе осетувам коректорот и можем тогаш да видиме разлика. Ги сетувам со ист прав. Ова е некој од DM, искрено есенс нешто, така. Јас разлика можам да видам. Да ви кажам и зошто. Сега нема да ставам бронзер мрсен, па бронзер во прав. Искрено ова го правам само едноставен мејкап за цел ден. Нема да го бришам. Само колку да изгледам во ред. Исто така во потрага сум по нови контури и бронзер. Доколку знаете некој, може слободно да ми предложите. И гел за вејдис, така, сакам нов да се купам. Затоа што последно време не можам да си ги погодам. Трпение многу нешто да ги цртам, сакам нова форма, нешто да сменам, но сега затоа што треба да бидам невеста за 2 месеци, ништо не паѓам, затоа што можам нешто да зафркнам. Во смисла на нови форми, фарби на коса и тоа.
Размислував исто и за косата да си ја фарбам, но плаво, но не. Затоа што еднаш бев плавуша и од Бланш од Silver шампон секој ден ја пеглав, почна косата ми се роне. Ќе ви оставам слика да видите каква бев. Со плава коса. Да се вратиме на тема шминкање. Јас шминкање од секогаш сакав. Уште од како бев мала. Многу обожавав, но почнав да се шминкам некаде крајот на основно. Мислам она маскара и то. Не ставав нешто сега претерано. Но кога почнав средно, почнав стварно многу да се шминкам и користев една пудра, се викаше Ingrid Matte. Таа беше таква тешка и покривна пудра, то беше, не знам, за младо девојче со убава и чиста кожа. Јас секој ден ставав за на школа таква, за гимназија. После тоа многу најдував бјути видеа на интернет. Направете дома лимон сода, не знам, житарици измелени во млекот потопени, па на лице. Мене на лицето ништо не ми фалеше искрено. Почнав јас да ги правам тие бјути, што мислев дека ќе ме направат, не знам, уште поубав. И значи лицето чисто ја ставав такви глупости, лимони, некои киселини, нешто со сода, баш она да ти ископа. Не знам, искрено не знам што сум мислела. И знам, беше еден серум. Мислам дека беше ориз потопен во вода, во него затуриш лимонов сок. И тоа ти требаше да го прскам секој ден на сабаѓа и на вечер. Демек за мазна кожа, не знам. Јас од тој серум добив мозолчина, акни и не можев да се спасам од нив се, дури не дојдов в Германија и дури не го открив овој неутрогена крем кој што ми помогна. Исто така и судокрема глава. Немојте ставате глупости на лицето доколку не знаете дали тоа стварно функционира. Не се става се што. Гравото кога миеш водата, оризото кога миеш глупости, тоа беше сето само за видеа, само за пари, тие што заработуваат, а јас ги слушав. Си го запустив лицето, откако завршив средно, работев шминкерка и многу имав проблем со акни. Значи, доколку некој работи шминкерка, лицето треба да биде представително чисто, средено, а јас одев толку многу нашминкана, за не ми се познава, а всушност тоа сето се гледа нормално. Јас кога појам некој да го шминкам и така му се доближам, мислам нема смисла. Ова ви окажувам со цел да ме разберете, да не ставате глупости, се што ќе видите. Мора да најдете некој крем, нешто минимално што ви одговара. Не пробувајте, ако ви имате убаво чисто лице, доволно е вие навечер да го чистите, да го измијате, да го хидрирате со крем и да се легнете на сабаље со вода, се плакнете и повторно ставате крем. Знам дека е важно да се користи фактор за заштита. Јас до сега не користев, еве сега ова планирам да го пробам. Тоа е убаво да го користите, но што се однесува до серуми, сестра ми имаш купено некоја, не знам како се вика тоа. Ако се сетам ќе ви оставам слика. Не знам, почнува со morning routine или night routine и сега почнува да трза со четка, со лицето. Не треба се вознемирува. Тоа го научив, верувајте ми,
од моите грешки. Не ги правете истите грешки. Сега ставам малце маскара. Видеото испадна бјути совети од испробување Армани и Менхетен, но верувајте ми, јас ова ви окажувам на сите, посебно помлади, околу 18-17 години, тој период кога сакаш се да биде перфектно. Нема перфектно. Јас сум сега задоволна со мојот изглед и со се, така да немојте да се секирате. Кармен, моливче па. Во ред, сега можам да ви окажам моето мислење. Видете, на камера сето изгледа исто, изедначено. Немам никаков бјути ефект. Никогаш не снимам со ефекти, не знам никако се мести то. Да. Армани, како што имам кажано, за мојава кожа одговара перфект. Јас, кога нанесувам Армани на хидрирано лице, едноставно магично ми ја изедначува кожата и ги покрива тие ипте некои сега неправилности, мада е многу слично со без шминка. Менхетен, кога вака сега гледам сетирано и нанесено, одстоено, стопено во кожата, изгледа во ред. Би го носела, искрено, зашто да не. Но, изгледа малце за нијанса погрубо од Армани, што значи не е толку страшно. Еве како што гледам, како што се раствора со топлината на лицето пудрава, изгледа многу поприродно. Но кога ја нанесев, да, требаше да ви дадам одговор, би рекла не, затоа што најпрво ја нанесов со четка, повеќе одговара се нанесе со бјути блендер, затоа што е многу некако танка формула и ја нанесуваш и четки се познава баш не убаво. Но откако ќе ја изблендирате баш добро со бјути блендер, изгледа добро. Коректорот имам минус, затоа што не покрива целосно како Кико. Со Кико нормално, не е некоја покривна мојки, не знам ни јас како, се познава сепак се линијата, но тука се познава и сива боја на таа линија. Ете, тоа ми е единствена замерка, што се однесува до вака моје мислење. Јас би го носела, зашто да не? Кога сум можела да носам Ингрид, ќе можам да носам Менхетен. Искрено немам ништо против никоја пудра и сами знаете, не секоја пудра одговара на секоја лице. Затоа, доколку сте во можност, може да пробате други пудри или поскапи, но доколку не сте, искрено нема потреба. Најдете нешто што верувам дека има. Пример, кај нас во ДЕМ може да се најдат пудри 5-6 евра, 10 до 20 евра. Супер! Доколку одговара, доколку немате некој проблематично лице, супер. Доколку имате проблематично лице, мозолки, акне и такви работи. Јас не сум дерматолог, нито ништо, но најпрво треба да го излечите лицето. Најдете кој проблем го имате. Јас, пример, пред некој време ми се направи многу мозолчиња и сватив дека јас јадев многу чоколаден сладолед. Јас секој ден јадев чоколаден сладолед. Од чоколади, од млеко, јас имам проблем. Мене лицето многу ми се нафрла. Доколку исто зависи. Јас еден период, кога пред да идам Германија, исто така имав многу катастрофа лице, користев пудра Catrice.
подоцна, кога го истражував мојот проблем, сватив дека катрис не треба да се користи, затоа што катрис е многу хемикалиски јака пудра. Имаше, значи, едно видео на YouTube, додека барав јас кој е мојот проблем. Кажуваше една жена дека катрис, мислам дека ја спомна Менхетен, не Менхетен, Fit Me, извинете, ја спомна Fit Me, пудрата, катрис и уште некоја што не се сеќавам баш, дека имаат многу лош состав и дека не се пожелам да скористат за кожа, млада кожа посебно. Значи, прво, отфрлете секакви глупости екстра што не ви требаат за лице, е потребно само да биде чисто и да биде хидрирано. Серум, мислам, моје мислење, јас за мене кажам, затоа што се до сега ми се покажало дека не ми одговара. Пробајте, не мора да претеривате да го воспалуваат уште повеќе лицето. Јас кога имав проблем, порачав крем, судокрем, овде порачав затоа што не можев да го купам, но кај нас има во секоја аптека, тоа го знам. И верувајте, или судокрем или здраве, ќе ви оставам слики. Тие се едни од оние најстари кремови што секогаш ги имало, знаете, оние баш и нашите мајки може би ги користеле. Тие кремови имаат нешто во нешто за здраво во кожата. Јас судокрем ставав само пример на акните и се легнав да спијам. Другиот ден го миев лицето. Така неколку дена и мене лицево или ставав како маска. Ако имав некое воспаление и тоа, го лечи лицето. Значи, од срце ви препорачувам да пробате доколку имате нешто проблеми со вашата кожа. Јас не ви гарантирам, но ете, доколку може би на некој би му помогнало. Да, што се однесе во пудрата, би ја носела и стварно сум позитивно изненадена, затоа што магично се стопува, не знам како да ви објаснам. Изгледа скоро исто. Поќе не можам да видам разлика. Да. Доколку сакате може да ја пробате. Немате потреба да давате пари на скапи пудри. Исто, еве, баш исто. Така да, моја препорака. За коректорот не е баш толку, затоа што не има баш така покривна моќ. Не знам сега некој коректор кој би ви можел да го препорачам, затоа што не е ни нешто, овој Кико Милано искрено не е нешто вау, па сега да го фалам. Заборавив да напоменам, ништо не рекламирам, сите се мои работи. Ова го снимам стварно за забава. Така да, имате препорака. Јас сум ова иначе 28 Ivory боја, мислам дека беше или најсветла или една после светлата, да, една после светлата, како што имавме тука. Да. Тоа е тоа. Се надевам дека ви се допадна ова видео, се надевам дека успут ви дадов. Тоа е тоа. Се надевам дека ви се допадна ова видео, се надевам дека ви дадов некој корисен совет. Не споредувавме само шминка, туку малце и некои бјути совети од моје искуство. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, subscribe, коментирајте, пишете ми доколку знаете некои добри производи или некои работи што сакат да ги тестирам. Ние се гледаме во моето следно видео. Чао!